Добре дојдовте во збирната емисија за месец јуни. Влеговме во летото и летните горештини и токму затоа нашата и ваша Цвета Динева ви предлага јадења кои се лесни и вкусни. Главната препорака за летниот период – помали оброци и што повеќе свежо овошје и зеленчук кој овој период го има во изобилство. Првиот рецепт за денеска е пилешки копан и надкопан со зеленчук. Пилешкото месо е секогаш добре дојдено на секоја трпеза, најчесто во вид на цело печено пиле или пак уште почесто белото пилешко месо или пилешките гради. Дури потоа доаѓаат копаните и надкопаните и на крајот пилешките џигерчиња. Токму пилешките копани и надкопани се денешната главна состојка, и тоа обескостени. Такви може да ги најдете во месарниците или пак сами да ги извадите коските. Дополнително, Цвета додаде и многу зеленчук пред секако додаток, но и заради поубав вкус. Што друго го збогатува вкусот, ќе да знаете во продолжение. Да им се заблагодарам на нашите пријатели кои ни го помагаат постоењето на емисијата 1001 оброк. Тука е нашиот пријател, стоковната куќа МОЗ, со широкиот спектар на своји производи кои ќе го украсат вашиот дом, вашиот двор. Тука е и пријателот Жито Центар со тонус лебот, лебот на минатото, сегашноста и иднината. Исто така, тука е и нашиот пријател, компанијата AC Johnson, со своите два бренда сега, тоа е Аутан и Раид. И тука е нашиот пријател АИА и со консалтинг. Уште еднаш благодарност до нашите пријатели. Денес ќе подготувам обескостено пилешко, поточно обескостено копан со надкопан, во комбинација со зеленчук, како што е сладокомпир, морков, кромит, тиквичка, ротквица, попатно може уште нешто ќе ставам, ќе видиме за тоа потоа. Ајде сега да земам да подготвувам ручек. Значи, ќе го исечам месото на помали секој парче на 4 дела. И ќе го ставам да го овкусам. Потоа, откако ќе го овкусам, ќе го обработуваме термички. Еве ги исеков сега овие парчињата. Ајде сега да ги овкусам парчињата месо. Си ја побарам солта. Еве го фино се врти. Еве ми сол, црвен пипер и бибер. И после ќе ги измешам убаво да се овкусат. Еве и биберот. Ајде да ги измешам убаво. А потоа ќе ги исечкам и зеленчукот. И тој ќе го овкусам пред термички да го обработуваме. Мислам дека уште малку сол сепак треба да ставам. Не треба да се пресолуваме, но не треба и да тргнеме солта од исхрана. Посебно оние што имаат проблеми со бубрезите, треба да внимаваат многу на солта. Ако треба некогаш и некој ден без сол да јадат. Така да, внимателно. Ја мислам доволно е ова. Ќе ставам малку и масло. Вака. И да отстои малку, дори јас да го исечам зеленчукот. Ајде уште еднаш да ги помешам. Одлично. Фино. Добро. Ајде сега да исечам сладкиот компир. Вака сакам на покрупни парчиња. Елипсовидни. Еве сега и ова ќе користам во зеленчукот. Користете и вие. Ова не е само ротквицата за во салати, и за подготовка на прилози кон месо, кон риба и така натаму. Многу е вкусно и корисно. Само да не треба зеленчукот премногу да се убива.
термички. Ке го мешам и зеленчукот. Еве вака бои најразновидни. Оваа прекрасна чинија е од нашиот пријател Стоковната куќа Мос. И еве се што гледате, се што користам прибор, се е буквално од земјата на чудата. Тоа е Стоковната куќа Мос. Ставам исто и овде бибер. Ставам црвен пипер. Па може малку и куркума да додадам. Ајде да видиме каде ми е куркумата. Еве куркумата. Еве вака. Еве вака. Масло ќе додадеме. И сега сме спремни, подготвени да инстаме термички, да обработуваме прво месото, па потоа зеленчукот и така. Ајде сега масло да ставам на тавата, масло на средна температура и сега ќе ги ставам мевцата. Го се со мало парче пробав. Сега ќе ставиме малку соја сос, го помага варењето на храната. Ќе ставам и балзамико малку сос. Сите овие се зачини веќе кај нас познати, иако се од истокот, а од далечниот исток луѓето генерално се хранат многу поздраво. Овие мали чинивчиња што ги видовте, се разбира со Стоковната куќа Мос и навистина се многу симпатични, убави за мерак. Во овој сос да ги провртиме малку, добиваат на боја, на вкус и така. Уште малку и ќе ги извадиме, па ќе го ставиме зеленчукот да се динста. Еве готови ми се мивцата. Ги вадам и на нивно место ќе оди зеленчук. Ајде сега зеленчукот да си го подготвам. Во маслото каде што се правеа мевцата. Ќе гледам прво да ставам морков и сладок компир. Тиквичките на крај да ги ставам, ама ако успем, ако не, сите топтанче. Еве сега целиот зеленчук го додавам и ќе пушти вода тиквичката прилично и тоа е добро за да омекнат убаво сладкиот компир и морковите. Кога имате добар прибор за работа, многу станува лесно готвењето, а овие прибори што ги гледате од тенџере до длабоки здили, до длабоки чини и сето тоа од Стоковната куќа Мос.
сега еве како што кажав, секој пат ќе имам идеја нешто да додадам. Еве сега ќе додадам лукче вака на крупни надлежни парчиња. И ќе го дополнам вкусот на зеленчукот со вкус на лук. Еве вака. Знаете колку е здрав лукот, што се однесува и до артрозните промени и артритните промени. Значи, лукот е добредојден лек, природен. Еве вака. Го стави си лукот, сега го враќам месото назад. Едно по едно парче на многу тивок оган. Враќам назад. Ама замириса лукот, во нос ме удри. Толку е силен, браво. И сега ќе ставам и водичка малку и ќе чекаме да се задинста. Ете, доволно. И сега оставам да се динста така на некоја средна температура, еве го на 120 степени. Компанијата SC Johnson ни ги нуди овие прекрасни производи, посебно производите Аутан Junior за дечиња и за луѓе со многу чувствителна кожа, затоа што во состав на овие средства, кои што не штитат од комарци и други инсекти, имаме алоe вера и глицерин. Се е дерматолошки тестирано, сигурно, имајте си дома, заштитете ги децата, а и вие самите од тие бодежи од комарци или било какви други летачки инсекти. Овие средства се наменети за дечиња постари од 2 години. Ајде сега да го сервираме нашиот денешен оброк. Во ова преубава чинија од стоковната куќа Моз. Навистина ми е мерак кога имам вакви садови за декорација, за готвење, за што и да е. Просто уживам и во готвењето, и во декорирањето, затоа што како што е во разновидни бои овој наш зеленчук овде, така и овие чини имаат различни бои, дури се мислам во која чинија сега да сервирам, што ќе ми одговара повеќе на денешниот рецепт. Така да изборот е голем и затоа ќе си појдете во стоковна куќа Моз, побарете она што вам ви е потребно, а верувате толку инспирација ќе добиете што и некои други нешта ќе ви се допаднат, па ќе си ги земете за вашиот дом. Еве уште малку ќе ставам, нема да ја ставам целата количина, нели? Сакам да биде фино издекорирано. Сега е тонуслевот наред. Еве го, плавиот, кој што нема воопшто квасец. Малку зејтинче на сите, црвено пиперче. Малку сол ќе ставам и сега ќе влезе во состав на нашето главно јадење. Еве вака, еве вака. И ова е готово нашето јадење денешно.
Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно. Се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Потполно различно. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Вториот рецепт во денешната збирна емисија е тортилји со туна. За оние кои што можеби не знаат, зборот тортилја потекнува од шпанскиот јазик и всушност значи мало лепче. Ова мало лепче или тортилја води потекло од Средна Америка, каде долго време се правело од пченкарно брашно, но без квасец и додатоци. На него се додавале разноразни меса, сосови, зеленчуци и зачини, се според вкусот и можноста. Во денешниот рецепт Света употреби тортилји од хељда и туна од конзерва. Како ги подготви и како ги испече ќе видите токму сега. Денес ќе подготвувам рецепт тортилји со туна. Ќе ги подготвиме во ерфраер овој пат. Значи, ќе подготвиме рецепт кој што е лесен за овие топли денови кога навистина температурите се многу високи. Што се ќе користиме во подготовка на овој рецепт? Ќе користиме нормално, овие се тортилји од хељда, потоа туна од конзерва, ќе користиме јајца, ќе користиме кисели краставички и ќе нагласам, ќе користиме вегански кашкавал, брашно од леблебија, сусам и чинам тоа, а и една црвена пиперка фино ќе исечкам на мали парченца за да даде убав колорит на нашата тортилја. Тортилјата ќе ја подготвуваме во ерфраер. Јас ви почела со подготовка на нашиот денешен рецепт. Ова се нашите тортилји, ставени во прекрасната чинија од египетски порцелан од стоковната куќа Мос. Ќе ги засечам вака и после тоа ќе ги полниме. Значи 4 ќе имаме. Еве едната веќе и другата сум ги засекла така да ќе бидат подготвени. Опа, ќе чека да ги полниме. Сега да веќе спремам смесата. Ова ни е 2 конзерви туна од крупни парчиња. Исцедена е маснотијата. Ќе ставам сега 2 јајца. Секогаш прво кога ги кршам, ги ставам во чинивче да случајно не е нешто во ред со јајцето. Еве, сосема е во ред. И другото. Едната жолчка треба да ја извадам и ќе ја чувам потоа за премачкување на тортилите. Еве. Значи ставам 2 белки и една жолчка. Така. Одиме понатаму. Ќе исечкам сега краставички кои што ќе дадат една фина свежина на составот со кој ќе ги полниме нашите тортилји.
Ке гледам на што поситно да ги исечкам, на поситни парченца. Може да ставите и нешто друго што ќе даде свежина, да речеме закиселени домати, или сушени, пак закиселени. Може да се стават маслинчиња, не е проблем. Ајде сега и црвената пиперка, не цела, половина ќе земам, колку да, што се вели, да обои малку. Да. Ај сега да ја додадам пиперката, исечкана. Ќе ставам малку бибер, сол нема да ставам, затоа што се подразбира. Туната е солена, згора на тоа и веганскиот кашкавал, кој што е вегански кашкавал без трансмасти. Да нагласам. И ќе додадам брашно од леблебија, за да не ми се разводени целата структура. Леблебијата си ја купувате, во блендер си ја или во машинка за кафе си ја мелете и добивате брашно од леблебија. И сега тоа е веќе термички обработено, значи немате никаков проблем дека треба тоа да се термички преработува како обичното брашно, така да си ја сосема во ред, а ќе ни направи една пофина структура, компактна, за да не ни се разлева надвор од тортилите. И сега останува кашкавалот да го изрендам во ова чинија овде, сите овие садови во кои ги подготвувам јадењава, сите се од стоковната куќа Мос. Прекрасни, овие што наликуваат на школки, се од египетски порцелан, па толку се убави, па за сервирање, што да кажам, празник на очите. Ете, тоа е тоа. Се малку, бидејќи е вегански кашкавалот, се здробува малку повеќе, меѓутоа како и да е, ќе го средиме ние тоа. Ајде уште една парче. И потоа е процес на полнење на тортилите. 4 тортили во еден наврат во ерфраерот ќе бидат доволна количина. Кратко време треба да поминат во ерфраерот, така да ќе имаме храна за брзо подготвена, а здрава, што е многу битен момент. Еве го. Зошто стави вегански кашкавал, а не обичен кашкавал? Покрај другите причини е тоа што рибата не се поднесува со протеинот млечен во нашиот желудник и ни направи проблем. А овде го немаме тој проблем, така да заради тој момент еве го користам тој вегански кашкавал. Сега го ставам внатре, малку и ќе го оставам после како за одозгора. Фино ќе ги измешам, да нема нешто многу течност. И нема. Белките од јајцето ќе стегнат малку, самото брашно од леблебија исто така ќе стегне, ќе биде убаво. Ќе биде убаво, вкусно. Ете, малку поинакво од другите видови на тортили што ги подготвувате почесто. Еве, еднашка направете и вака како што ви предложувам денес. Ајде сега да земам и биберче, затоа што ќе го користам за одозгора да ставам малце за шмек да добие. Значи сега вака, засечена е, еве го, тортилјата и сега ставам од мастрафот. Така да речам, мастрафот. Да не претерам премногу. Ајде сега да ја завиткам тортилјата.
вака на волкави парчиња, за да ми собере во ерфраерот 4 тортили. Еве вака. Ке додадам уште малку мастрав овде, не многу, за да не ми се оглева. Еве шубаво ми доаѓаат сега овие. Еве сега последната е правиме. Цк. Цк. И готово. Ајде да си изматам и жолчката да ми биде подготвена за премачкување. И овие вилушки, лажици што ги гледате, сите се од стоковната куќа Мостолку се видите елегантни, убави, од фантастичен материјал, не се виткаат. Трајни, нешто што горе-доле оди во наследство. Мене ми се допаѓаат и како дизајн, вака одамна не сум видела вакви со тенки, еве, рачки. Готово е ова. Сега да ги премачкам малку со жолчката. Така. Фино. Фино ги премачкувам со жолчката. Сега ќе ставиме малку и суса, и кашкавалчи, и бибер. Така, после се подготвени да одат во ерфраерот. Ајде да дотрошам материјалот. Вака посебно треба, значи, во овој период да се внимава на жолчката, која што не смее да седи на собна температура долго време, веднаш треба термички да се обработува, затоа што таа е таа во која се развиваат бактерии. Ево вака. Малку бибер. Сега и да ставам од веганското, ќе нагласам кашкавалче. Добро. Го има по маркетите, во сите маркети ќе си најдете веганско кашкавалче, веганско сиренце. Посебно кај оние што имаат здравствени проблеми, да го заменат нашето сакано сирење повеќе пати со вакво сирење кашкавалче, така да ајде уште малку ќе додадам повторно од биберчето и тоа е тоа. Спремни сме да одиме во ерфраер. Готово. Ајде сега да си ги наредам јас моите тортили внатре. Значи, ерфраерот работи на принцип жежок воздух кој што врти и на тој начин настанува термичката обработка со жешкиот воздух. Жешкиот воздух од сите страни доаѓа и нема потреба ни маснотија да се става, значи нема тука горење, буквално од сите страни доаѓа. Топлиот воздух и фино се пече вкусно
малку за тие прв пат што јадат храна од ерфраер, може би ќе им треба малку маснотија, ама може да се додаде после и тоа е тоа. Еве, фино ги сместив јас внатре. Сега да ја вратам назад. Сега вклучуваме на 180 степени, 5 до 6 минути, ништо повеќе. Еве, готови ни се сега нашите тортили за мерак. За мерак. Ајде, вадам првата. Еве вака. Втората вадам. Супер. Значи, само 5 минути беа на 180 степени. И тоа е тоа. Колку убаво мириса не можам да ви опишам. Сега ќе ги ставам одозгора сечкано младо кромиче и црвената пиперка. Малку им ставив балзамико оцетче и сол. И да ви кажам, од кромичето младо ми потекоа солзи. Толку силно, значи здраво кромиче. Дали сакате да го подобрите вашиот животен стил? Лебот како важен дел од секој оброк треба да се избира внимателно. Тонус не содржи брашно, се подготвува од цели изртени пченични зрна, без адитиви, конзерванси и вештачки ароми. Благодарение на патентираната технологија и уникатниот рецепт на Тонус, сега можете да уживате во најздравиот леб за вас, секој ден. Тонус е богат со влакна и протеини, затоа е супериорен во однос на рафинираниот леб. Тонус содржи витамини и минерали кои го зајакнуваат имунолошкиот систем. Тонус, лебот на иднината. Потполно различно. Зошто ви се потребни ISO стандардите? Заради потврда на квалитетот на вашите производи и услуги, заради поголема доверба кај вашите потрошувачи, заради поголем профит. AIA ISO Consulting, печат на вашиот квалитет. Третиот рецепт за денеска е пилешки прсти во ерфраер. Како што забележувате во последно време, Цвета многу често готви во ерфраер. Овој мал кујнски апарат стана популарен изминативе неколку години, пред се затоа што храната се подготвува на топол воздух, а не во масло. Вака подготвената храна има дури 80% помалку масноти отколку храната пржена во масло. Во ерфраер најчесто се пече пилешко месо, компирчиња или пак некои видови на полуготови лиснати теста. Денеска Цвета во ерфраерот ќе подготви пилешки прсти, омилената храна на децата и младите. Значи, пилешки прсти подготвени во ерфраер. Во кој ерфраер? Арзум, кој ќе го најдете во стоковната куќа МОС. Нешто прекрасно, кое што се подготува бргу, кое е здраво подготвено, а како ќе видите сега. Кои се состојки ќе ги користам за денешниот рецепт? Се разбира, убаво пилешко обескостено месо, поточно стек. Ќе користам како маринада не јајца, не брашно, туку ќе користам сенф, таа, брашно од леблебие. И тоа ќе биде
главниот оброк, а како прилог ќе биде компирчиња исто така со истата маринада подготвени во ерфраерот. Сега како ќе ги ја направам јас маринадата за нашите пилешки прсти? Еве овде ставив сенф и сега сенфот ќе го измешам со таан. Значи вообичаено нели се похова со јајца, со брашно и така натаму. Јас наместо јајца решив да измешам таан со сенф и како комбинација се одлични во однос на здравието. И јас препорачувам и намаз за лепче, еве ги сега, како ќе ги измешам, ќе почне да се згуснува. Еве видите. Се направи како путер, така да речам. Сега ќе додадам масло, маслиново, и да го подразредам со маслото, за да можам фино да ги мачкам нашите пилешки прсти. Еве ставам и малку вода. И се фино да измешам, да ми стане едно, како да кажам, кашата мазна. Горе-доле густината да биде фина, за да можам да ги покувам прстите. А кога ќе си правите како намаз, нема потреба да ставате вода, така да еве супер смеса за поховање на нашите пилешки прсти. Ајде сега да ги истенчам, да речам, пилешките прсти, да ги направам на потенки прсти. Добро. Ете така. Сега еве ги секов на поситно парчињата. Ајде сега да ги посолам. Добро. Не ставам многу, затоа што сол има и во самиот сенф овдека што го искористив. Ке ставам бибер малку. Добро. И сега ги ставам во маринадата. Така, сега со рака ќе се послужам јас. И во брашното од што? Од леблебија. Ето така. И сега еве. Одиме понатаму. Значи го валкам прво мевцето во сенф и таан и потоа во брашното од леблебија. Еве една здрава маринада. Еве последното парченце. Еве се направи 2 парченци од него. Еве вака. И сега доаѓа на ред да им ставам сусан и би сакала да ставам малку буковска пипер, бидејќи овде сите јадеме лутичко. Не мора многу, така, колку да јави боичка некаква, и тоа е тоа. Спремни ни се нашите пилешки прсти, да ги ставиме сега во ерфраер. За да ми бидат повкусни, потака како што си ги сакам јас, ќе си ги испрскам малку со маслиново масленце. И во ерфраерот исто ќе испрскам малку маслиново масленце, да добијам пошмек, потака да ми е вкусничко. Еве го. Тамам. И сега ќе ги редам. Вака со раце ќе ги редам. И кога ќе излезат крцкави, убави за мерак, последните веќе ги ставам.
внатре во контраправец, да речам, едно на друго, за да се струи убаво воздухот и тоа е тоа. Да испрскам уште малку од маслото маслиново, пак ќе кажам, ова не е задолжително, ова е кој сака, јас сакам малку така да ми бидат мрснички, така. И сега ставаме во ерфраерот околу 20 минути, два пати по 10 минути на температура од 200 степени. Ајде сега го отварам на пушто фино. Значи го отворив на 10 минути, да ги прередам сега малку. Внатре, нели, нашите пилешки прсти. Ќе ги превртам и повторно се враќаме назад уште толку минути. Пак ќе ставам малку масло, затоа што сакам така малце да ми бидат не само крскави, така малци да има масленце, што да ви речам. Продолжуваме, значи имаме уште пола од времето. Ајде сега да видиме што ни направи нашиот Арзум ерфраер. Еве го што направи, нешто прекрасно. Ги гледате нашите пилешки прсти. Еве сега да си ги сервирам моите пилешки прсти. Прекрасно. Таман како треба. Што убаво мириса. Мириса сусамот. Значи без да чврчка зејтин, без да те прска. Зејтинче ставивме колку така да овкусиме малку. И еве ни ги нашите пилешки прсти. Тоа беше се за денес. Се надевам, го задржавме вашето внимание, како и секогаш до сега, и ви се заблагодарувам што редовно не пратите. Благодарности до нашите пријатели, а тоа се стоковната куќа МОС со широката палета на своји производи, тука и компанијата SC Johnson исто така со своите брендови, тука и Жито центар со Тонус Лебот и секако Аја и со консалтинг. Ви посакувам убав, прекрасен ден, гушнете некого денес, ке се чувствувате убаво, а и оној кој ќе го гушнете ке се чувствува среќен. Пријатно до наредното наше видување.